Точно една година Гостивар ја живее ковид пандемијата. Првиот пациент позитивен на коронавирус во градот беше потврден лани на денешен датум, 19 март. Земајќи го ова како повод, запрашавме повеќе личности од Гостивар од различни професии и области, околу тоа како ковидот им го промени животот, може ли да се извлече некаква лекција, што најмногу им недостига и слично. Пандемијата ме затекна во период кога парламентот беше распуштен, па на почеток, да бидам искрена, и можеби и малку ми годеше таа атмосфера, бидејќи јас долго време не сум се нашла во состојба да поминувам во домот толку период, да не речам и по цели денови. Ми дојде добро таа промена, но секако општо за социјалниот живот, за социјалното здравје, за психичката состојба на сите нас, сметам дека влијаеше на некој начин и негативно, но сепак се вративме на оние семејни, традиционални наши вредности, на она дека ручекот семеен, кога ќе се соберат сите на маса, не е само ручек, туку значи нешто многу повеќе. Затоа велам, во секое лошо треба да се гледа и добра страна, секогаш има и добра страна. Јас сум мајка, носам деца во школа и кога ќе одиш во едно од најголемите училишта во Гостивар и ќе гледаш дека таму нема ни 20 ученици, и тоа навистина боли. И се надевам дека што побрзо ќе излеземе од оваа пандемија и се надевам дека луѓето веќе сфатија кои се препораките на лекарите, што треба да правиме, ако не за да се тргне целосно од нас, барем да се ограничи ширењето на вирусот. Најголеми тука, да речам, децата се тие кои повише им недостасува училиштето, затоа што социјализацијата во училиштето, дружењето, одржување на часови по нормална настава, 40 минути, тоа навистина влијае кај нив премногу. Кај мене пандемијата имаше влијание во врска со односот со моите блиски и драги луѓе, со колегите на работа, со учениците. Почнеме да учиме нови интернет алатки за потребите на онлайн наставата, која за жал и денес се практикува. Но јас некако во тој дел успеав да изменаџирам, да не влијае тоа емотивно врз мене. Психологот Билјан Карахасан ни откри дека во приватниот живот пандемската 2020 му донела среќа. Младата медицинска сестра Невена Смилевска вели дека да се биде здравствен работник во овие услови е тешко, но е и гордост. За мене лично, значи тоа е лично прашање, видите вака, значи пандемијата паралелно со нашите животи не беше секогаш лоша. Значи за мене беше ова многу позитивна година што помина, бидејќи се оженив, ќе станам татко, значи чекам бебе сега за неколку месеци да се роди и можам да кажам дека 2020 беше можеби меѓу најсреќни години во мојот живот. Така дека ова е малку и по позитивна вест, дека тоа не може да не уништи таа пандемија. Ние имаме и личен живот кој може и во најгори времења да биде многу убав. Кога станува збор за здравствени работници, во ова време невреме е многу тешко, но пред се па е многу убаво, бидејќи сме на она место каде што навистина сега на голем број им сме потребни и треба да го дадеме нашиот максимум, се што имаме, се да вложиме за подобро здравје на сите нас. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, регионот на Гостивар моментално е со 347 активно заразени со коронавирус. Од почетокот на пандемијата дијагностицирани се вкупно 4151 позитивно лице, 176 починати и 3628 оздравени.